Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо и добре дојдовте на уште еден подкаст со еден драг гостина, тоа е пасторот Филип Иванов. Филип, добре дојде на каналот Татунчо. Ала, добре најдов, по не знам кој пат, ама секој пат е пријатно и секој пат ми е чест кога ќе ме поканиш за мувове. И јас не ги броев веќе патиштата затоа што ќе ми одземеше многу време, а и не е толку битно. Битно е дека бидејќи веќе сме изгубиле бројка, дека гостувањата се чести и пријатни. Така. И јас би сакал да почнеме со нешто што е доста актуелно. Добра. Први твојот став, дали си ти за теократија или за секуларна држава? Јас сум за секуларна држава. Затоа што ја верувам во теократија, јас сум дел од теократија, но сум дел од таа духовна теократија, каде што верувам дека цар на царевите и господ над господарите е Господ Исус Христос, и во таа смисла, да, Царството Божјо е теократија и нели сите христијани, сите верници се дел од тоа царство и во тоа царство е теократија, Христос владее. Но во однос на нашето општествено живење, јас дефинитивно сум за секуларна држава. Впрочем, нели, како еден од тие производи или плодови на протестантската реформација, од нели чие наследство јас сум дел, било токму тоа, да црквата се одвои од државата. И денеска, нели, кога, не знам, левичари, десничари, вакви, такви ќе го спомнат тоа одвојување на државата, мислат на некакво, нели, атеистичко одвојување, но впрочем тоа е христијански концепт, токму заради злоупотребите кои христијаните ги увиделе дека се случуваат кога на човек кој е духовен раководител на било која црква или конфесија, ќе му се довери и световната власт, или пак тој човек ќе биде многу близок со световниот владетел, дека низ историјата, за жал и како трагедија, се случувале многу злоупотреби. Затоа најдобро е, нели, секуларна држава, но тука морам да напомнам, кога некој ќе спомне секуларна држава, дека мисли не да бидат одвоена црквата од државата, туку дека сега па и црквата треба да биде одсечена од државата. Тука има разлика, ако сакаш ќе зборуваме повеќе за тоа, но затоа што тука во Македонија имаме наследство, нели, на поранешната структура или владење на социјализам, комунизам и што и да е. Тука ни се малце дефинициите помешани, па така што за секуларизам, кога се зборува чисто за атеистички секуларизам, што јас не се согласувам. И во коренот не е така, не верувам дека така и треба да биде. Добро, сега јас мал коментар би сакал да дадам тука. Мислам дека фактот дека после 90-та година религиозните слободи се зголемија, многу луѓе стана инстант религиозни, односно, јас би рекол, суштина, односно форма без суштина, каде што сега ќе одиме во црква, ќе правиме различни ритуали, ќе прославуваме на еден или на друг начин, а суштински се промаши работите, и затоа денеска имаме дискусии околу тоа кога паричката, дали огнови, дали ова, дали она, а не се следи, да речеме, оно што е црковен канон, библиско учење. Така, па знаеш, да, тоа се случило и секој искрен свештеник, теолог би ти кажал дека, нели, супер е тоа што во 90-тите се случило тоа, нели, тоа масовен наплив на луѓе кои после, мислам дека после 10 на 15 години спласна, па некако сега пак се крева, и тоа има некој циклично движење на интерес кај луѓето, кај народот за духовноста, за побожноста и сето тоа.
Но баш заради тоа луѓе кои биле неинформирани или дотогаш не биле воцрковени, не припаѓале, не верувале, не ги познавале ниту каноните, ниту правилата, туку ги терале тие домашни, така да речем, обреди и слави и чествување кои биле помешани изворите, толкувањата, па имаш суеверија, па имаш паганизми и сите тие нешта. Сега овие луѓе влегуваат во верата, во религијата и нели си го носат тоа како багаж и најголем дел од нив не се спремни да го остават тој багаж за да можат вистински нелицемерно да сега нели го следат, го слават и му припаѓаат на Христос. Така да тоа бил предизвикот од мисиолошка гледна точка на сите цркви во Македонија, да сега овие луѓе кои се искрено заинтересирани за тоа нешто, како да се евангелизираат всушност. Тоа е целата работа. И сега, вториот дел на моето актуелно прашање е Америка, односно Соединетите Американски држави како држава се во основа создадени од протестанти, така? Па од верници христијани, да. Добар дел од нив биле протестанти, дел од нив биле генерички, да речем, верници, немале религиозна афилијација. Да. Ако не ме лажи сеќавањето, значи ако добро се сеќавам, практично најголемиот број од првите колонии се направени од англиските пуританци, мислам дека беше, и дека тоа е сепак во склоп на англиканската црква, значи сепак форма на протестантизам. Да, со тоа што не имал добар дел холанѓани, нели, ирци, мислам, шкоти и така нешто, но но сепак тие се луѓе кои бегаат на некој начин, нели, бегаат од институционалната црква како таква. Тие се протестанти по наследство, но тие не се во голема мера не се под духовната власт или духовниот авторитет на архиепископот од Кантербери, на англиканската црква. И затоа се формираат толку различни деноминации кои се уште имаат органски врски со англиканската црква, но во поглед на тоа колку биле под директна духовна власт и авторитет во смисла на нивниот живот, на нивната пракса, колку биле диригирани од Англија, тоа е дискутабилно. Оно што мене ме интересира е значи секуларната природа на Америка, и тука ќе почнам со две работи. Ова Not one пишува In God We Trust. Да. И бевме сведоци, нели, сега скоро на инаугурацијата на Трамп, каде што сите председатели тука е присутна Библијата и се колоната Библијата. Значи присуството на многу други деноминации религиозни, не само значи други христијани, туку имаме муслимани, имаме будисти, имаме хиндуисти. Америка е мултикултурно, мултирелигиозно општество. Прва работа и втора работа, во секуларно општество зарем не е уставот тој на кој што треба да се заколне председателот, а не Библијата? Така, јас многу не се ниту следам, ниту пратам политика, ниту пак ги знам церемонијалните толкувања зошто е тоа така. Ќе дам мои увид и мои верување, што не значи дека е така, нека го земат луѓе, нели, со доза на with a grain of salt, што би рекле енглези или американци. Дека председателот се колне на Библијата. Не знам дали имало некој што до сега не се заколнал на Библијата. Знам дека имаше некои од тие пониски чиновници, така да ги речеме, се заколна на некоја друга книга, беше као атеистичка, као таква некоја фора направи, као нели, не целото е видување на мое, нормално дека председателот, уставот и нели законите
тој се обврзува да ги поддржува, да ги подига, да ги исполнува, да ги заштитува и секако дека легислативно и у поглед на неговото секуларно демократско политичко владење, дека неговиот закон е уставот, дека не е тоа Библијата. Сега во поглед на совест, дека ја тоа го гледам како исповедање на добра совест и заклетва на морална чистота. И заради тоа нешто тоа се прави врз Библијата. Па сега тоа колку е поп култура, колку и ден денеска е пракса, нели, по филмовите, тоа сме гледале дека и суди, и поротници, и нели сведоци во суд во Америка дека даваат заклетва тоа што ќе го кажат и сега ја даваат заклетвата врз Библијата. И тоа не е дека судијата ќе суди според Библијата или според прописите на Библијата, туку дека заради Библијата и верата во Библијата тој исповеда добра совест дека законите кои се веќе воспоставени тој ќе нема да ги извртува, нема да ги первертира, дека нема да лаже. У смисла дека нема да сведочи лажно. Тоа е поентата. Па и од по тоа светло јас би го гледал Трамп или не знам кој да е до сега претседател што се заколнувал на Библијата, дека тоа е само исповедање на добра совест. Колку е тоа така, само Господ знае. Токму тоа сега намерно те водам вака во целава ситуација за да дојдеме до клучниот момент. Ако нели му се вели на претседателот подигне десната рака и обично традицијата налага да левата рака оди на Библијата. Да ја положи на Библијата, да. Трамп не ја положи левата рака на Библијата. Да. Сега како тоа да го толкуваме? J.D. Венс ја положи, значи подпредседателот ја положи. Трамп во првиот мандат ја положи, овој пат не, ја игнорираше Библијата. И одма тука муаветот е што ќе биде различно чим не ја положи. Така, види, сега пак ќе кажам, не толку блиску пратејќи го Трамп или било кој или Путин, било кој да е, знам дека од тоа што го знам како профил, како карактер на човекот, дека тој може тоа и намерно да го направи, знаејќи дека тоа ќе предизвика дебати, прашувања, па може дури и напади против него, но дека тој на крај ќе ги сврти, нели, водата ќе сврти на својата воденица. Така која и да е пораката, мислам дека сепак има малку поголема игра за тоа нешто. Така, ќе одиме сега на нашите вообичаени муавети. Јас се надевам дека се ова што ќе те прашам нема да го доживееш како провокација, туку како инспирација за добар разговор. И би сакал да нагласам тука дека во овие подкасти, кој да е соговорникот во случајов ти, поентата е да си направиме убав муавет, а при тоа да нема потреба од тоа да се покаже кој колку е паметен и колку ќе се навлезе во фаќање во тесно на соговорника како што прават некои други, така што се она што јас ќе те прашам, ти имаш право да го одговориш на најсоодветен начин и не е мое да се согласувам или не се согласувам со тебе. Мое да го овозможам просторот да ги кажеш твоите мисли. Јас мислам дека ќе се согласиме тука дека голема цивилизацијска придобивка од протестантската реформација е тоа што конечно Библијата стана достапна на обичниот човек. Претходно било дури и опасно да се поседува Библијата. Да. И сега мислам дека тоа е тоа што Гутенберг практично со печатницата и протестантската реформација сватија дека Библијата треба да биде достапна на вулгарните јазици, така, значи не латински, грчки, туку да биде достапна на македонски, на италијански, на француски, на германски, така натаму. Сега, во едно твое интервју кажуваш дека Библијата е Божја реч која што е пренесена на тие три основни јазици, а тоа е хебрејски, арамејски и грчки. Да. Сега, историски гледано Септагинтата, тоа е грчкиот превод на Стариот Завет, е постара од овие хебрејскиот и арамејскиот. Друга една работа, во Септагинтата има книги кои што во Библијата на
кралот Джеймс ги нема. Тоа е, мислам дека беше, поправи ме ако грешам, книгата каде што се зборува Макавејска. Макавејците ги нема во... Вака, има... добро, ајде да не те прекинувам, поставил. Така, значи, сршта на моето прашање е како овие разлики да ги сместиме во едно и да речеме ова е Божјата реч. Затоа што имаме различни варијанти. Така. Кои што се разликуваат меѓу себе. Да, сега за ова дека Септуагинтата е постара од еврејското, не знам како е дојдено до тој заклучок, дека преводот претходи на оригиналот. Тоа е како да речеме сега преводот на Шекспир на македонски или на италијански е постар од англискиот, староанглискиот. Го имаме Шекспир во оригинал? Го имаме. Како? Го имаме Шекспир во оригинал? Да. Го имаме. Значи најстарите верзии на хебрејски, најстарите верзии на хебрејски се понови од Септуагинтата. Септуагинтата е некаде втори век пред наша ера. Во Александрија, овие, значи хебрејските мазоретските текстови се некаде 6-7 век од наша ера. Не, ама да, до откривањето на кумранските списи. Кумранските списи биле запечатени, нели, Dead Sea Scrolls, биле запечатени вториот, третиот век пред нашата ера и се пронаоѓаат 1900 и некоја година таму. И таму се повторно целиот Стар Завет се пронаоѓа и нели делови се фрагменти, има и цели книги. Најпознатата, нели, книга на пророкот Исаија, која текстот е идентичен со текстот кој ние сме го примили, ние го имаме до ден денешен. Така да, имало период на историјата кога преведуваните или пренесуваните списи биле присутни, биле видливи, но не значи дека овие не постоеле. И нели сомнежот на академици, на луѓе бил дека дали можеме да бидеме сигурни дека ова е вистинскиот превод и така натаму, иако заради толку многу пролиферација на текстовите и толку многу копирање на секаде низ светот и се можело да се спореди и да се види, нели, тој оригинален документ кој бил, но кој се наоѓаат тие списи, се гледа дека текстовите што од секогаш сме ги имале биле тие. Сега, во поглед на канонските книги на Библијата, ти викаш, нели, тука ги има Макавејски, вамо има Товит, Јудита, Модро, Соломонова, значи, еве, ден денешен да отвориш книга, да отвориш Библија, во која се содржат, во која има повеќе од 66 книги. Значи, на самата Библија, во предговорот, тука беше случајот со изданието на Библиско здружение на Македонија. Значи, пишува дека има плюс 11 книги, во католичката има, значи, има 66 основни книги, 77 има во одредено издание, 90 во друго издание. Но, ниту еден човек не е наивен и не е ставен во мат позиција да не знае кои се книгите, кои не се книгите. Значи, во самата Библија, под самата корица на Библијата, ти пишува дека ова издание ги содржи дефтероканонските или второканонските книги. Второканонските книги се сметаат за книги кои некои од нив се историски, некои од нив се пророчки. Значи имаш ти книга Ездра во Библијата, имаш втора и трета книга Ездра како дефтероканонски книги. Така. И сега тоа не значи дека истиот автор тука шкртнал нешто или нешто шизнал па забегал, па не е сега како што треба, но како директно инспирирани од Светиот Дух и авторитет за животот, побожноста и така натаму се сметаат првоканонските книги. Второканонските книги не значи дека се за џубри и дека не чинат, но значи дека имаат помал авторитет од првоканонските книги и дека може да се земат за pouка, може да се земат за информации ако се Макавејските, например, се историски книги, за тоа нешто, но дека не се
подеднакво авторитативни како првоканонските книги за животот, побожноста, верувањето на христијаните. Тоа е Така, моето прашање беше како сега тоа да ги земеме сите овие како нели, што речете инспирирани од Светиот Дух, односно Божја реч, ако го знаеме овој факт дека евреите ќе го шкртнат целиот Нов Завет, така? Евреите ќе го шкртнат целиот Нов Завет, велат тоа не е за нас, не важи за нас. Дел од евреите. Дел од евреите. Добро. Првата црква и апостолите, првите 10 години од постоењето на новозаветната црква, на Христос и Христовата црква, апостолите, значи биле сите евреи. Ме разбираш, така да кога се прави, да, сега има дистинкција. Сега евреите, мнозинството на евреите ги отфрлаат списите, верувањето во Месијата и така натаму. Но во суштина првата црква е исклучиво еврејска. Првите 10 години барем од така, во Евангелието по Матеј има еден дел каде што Исус вели, ако не сте од Израелот, не ме интересирате. Да, јас дојдов кај изгубените овци на домот Израел. Така, значи го имаме тоа. Имаме различни христијански деноминации, например, Етиопската црква ја прифаќа книгата на Енов, која што ни една друга западна црква не ја прифаќа. Ама тука е разликата. Ја прифаќа како канонска. Добро, или ја прифаќа како второканонска. Во смисла нема момент на одземање, бришење, едитирање. Во таа смисла има момент на додавање. Ме разбираш? Значи да речеме сега дека некоја црква има 66 книги, а некоја има 50, а некоја има толку, или сите цркви ги имаат овие 66 книги, со тоа што некои цркви заради географското подречје или заради својата традиција или заради текови тогашни историски, културолошки приклучуваат или дозволуваат други книги да влезат под истата корица. Ме разбираш каде е тука разликата, барем јас така ја гледам. Или интернет конекцијата со Светиот Дух им е различна. Не, види, сите цркви во основа се сложиле, или мислам црквата тогаш била една, кога се сложила дека овие книги се канонските книги на Стариот и Новиот Завет. Ме разбираш? Значи, тогаш црквата била една, немало православни римокатолици, протестанти, ориентални православни и така натаму, копти и сето тоа. Значи тоа се подоцнежен развој или расцепкување кое не го доведува во прашање тоа што на почетокот на вториот век го имаме Поликарп, мислам дека Поликарп беше каде што тој ги листа книгите на Новиот Завет. Како веќе воспоставени, нигде не е кодифицирано тоа, но во животот, праксата, верувањето на тие христијани, еве ги кои се светите списи или светите книги за нас, еве ги книгите на Новиот Завет. Ме разбираш, и сега го имаш тој органскиот дел на црквата што се случувал, што дал подлога за после тоа да се кодифицира, да се канонизира и така натаму и така натаму. Ме разбираш? И за мене сега како христијанин и како протестант и на крајот на криштата, нели, ад фонтес да се вратиме на изворите е тоа непишано мото на протестантските реформатори. Мене искрено повеќе ме интересира овој органскиот дел, духовниот, не дека овој е помалку духовен, ама знае да бидем помалку духовен, но овој органскиот дел на тоа како се создавале, како се формирале книгите или канонот на Новиот Завет, да речеме. Ме разбираш, јас сум таму ја гледам вредноста и таму ја гледам суштината на верата, отколку во подоцнежниот развој на тоа како, кој, кога ги канонизирал, па кој додал одредени, па кој разбираш, па кој превод бил единствено дозволен, па и тие нешта.
така сега една друга работа која што може и малку излегува од тоа што е твое подрачје, но би сакал да го искоментираме. Пристапот на исламот. Исламот вели сосема, како да кажем, радикално одстапува од оно што е христијанско учење, вели Исус е еден од серијата на пророци, ама конечниот збор е Мухамед. И слушнав еден куриозитет, ова не сум го читал Куранот, не можам да знам, дека Исус, односно Иса, е почесто споменувано име во самиот Куран од името Мохамед. Не знам дали тоа е така, но дури да е така, тоа не прави да нештата кои се кажани во Куранот за Исус бидат вистина контра тоа што е откриено за Исус во Новиот Завет. И како со луѓе и атеисти, муслимани и христијани од други конфесии сме го разговарале овој на некој поотворен, како кажам, сетинг. Знаеш како, во Куранот во врска со Исус има некои нешта, сега можеме да одиме многу историски, теолошки, се до тоа длабоко прецизно, ама се гледа дека тоа што Мухамед го знаел за Исус, или тоа што го кажува за Исус, дека дел од тие нешта се всушност тие ајде да ги наречам лажни евангелија или легенди кои се прошириле векови после Исус и далеку после создавањето на канонот на Новиот Завет. И нели има во Куранот има каде што Исус зема глина, прави врапчиња од глина уште како дете, нели? Прави врапчиња од глина, им вдахнува, нели, им дувнува, им вдахнува живот и врапчињата полетуваат. И сега со пријатели муслимани сме правиле, ете, тоа го нема во вашата Библија, а ете, гледаш, ние знаеме Исус што правил како нели како дете, дека он се родил и зборувал, дека ете како дете бил чудотворец и сите тие нешта. И сега сето тоа може да звучи како дури како ласкање за нас христијаните, дека ние знаеш за Исус имаме, но тоа што луѓе не знаат дека всушност тие информации не се црпени од ниту едно предание христијанско или ниту едно, не знам, откровение Божјо да речеме, туку се црпени од тие лажни евангелија според Тома и некои други. И сега во евангелието според Тома, мислам... Апокрифното евангелие. Како? Апокрифното евангелие по Тома. Да, значи тоа е наречено по Тома, не дека апостол Тома е авторот на тоа евангелие. Значи во тоа така наречено евангелие ги има овие нешта. И сега и тоа било расширено таму каде што, нели, во подрачјето географско каде што Мухамед живеел, се движел, делувал, да речеме. И сега тој бил изложен на апокрифни евангелија и кога го пишува Куранот или кога го диктира Куранот, други да го запишуваат, вметнува податоци за Исус кои може да изгледаат неконтрадикторно и може да изгледаат дури ласкаво, како што кажав, но во суштина порекнуваат голем дел од христијанската доктрина. Значи, ај тоа што, нели, во поглед на Христовото распнување, во поглед на тоа дали Христос е божествен и сите тие нешта, најпросто и наједноставно ја ваким го објаснувам на луѓе, ако сакаш да го чуеш. И викам вака. Другарот Тито, така. Другарот Тито. Значи, починал 1980 година. Значи пред јас да се родам. Така, но татко ми, мајка ми, баба ми, дедо ми, голем дел од популацијата тука била жива во времето на Тито, така. Ги имаш тие мемуарите на Тито. Значи, имаш сега документи, имаш сведоштва, имаш живи сведоци, се уште кои биле живи во времето на Тито, така. Имаш, нели, луѓе на кои му се колнеле на верност, имаш луѓе кои воопшто не го сакале. Но сепак сите тие може да се сложат за одредени животни факти во врска со Тито. Така, значи кога живел, каде живел, што правел, што кажал во даден момент кога имало протести, значи и ги имаш
лично него изворно изреки, мислам, говори негови, и имаш тоа што го пишувале други луѓе, така. И да речеме, сега ние, генерацијата што живеела во времето на Тито и генерацијата моја, што е после Тито, но е директно и близко, еве, сум бил во куќа Цвеча, нели, на гробот на Тито, и сите тие нешта. Генерацијата современици негови и следната генерација зимаат и пишуваат за Тито, така. Значи, на исто географско подрачје, во исти временски период, сите тие нешта. Да не ја тупам многу. Да. И 6 века после нашево време, илјадници километри подалеку од тука, излегува некој и вели, јас ќе ви ја кажам биографијата на Тито. И пишува или кажува нешта во врска со Тито, кои се косат со се што го било напишано од првата генерација и втората генерација, па и следните неколку векови од Тито. Од човек кој нема допирна точка ниту со географското подрачје, ниту со времето, ниту со културата, ниту со религијата, со никакви допирни точки со животот и ликот на Тито. И сега, тие две нешта треба да ги ставиме на кантар и, еве, чисто како човек, да речеме, атеист или агностик, јас треба рационално да пресудам кој од овие нешта има поголема историска веродостојност, тежина. Ме разбираш? И јас сега тука викам, нема да ти кажам ова е лажно, тоа не е лажно, ама за било кој лик и за било која друга личност, религиозна или не би прифатиле такво нешто. И сега викам, зошто јас како христијанин, со сета почит спрема муслиманите, и спрема нивната книга и тоа што они веруваат дека е Божјото откровение, зошто јас да морам да се потчинам на и да го занемарам сето ова што го пишува овде. Ме разбираш? Ќе ми треба многу поголемо убедување во секоја смисла за јас да прифатам дека нешто 6 века после животот на оваа личност може да биде поверодостојно во однос на списите што ги имаме од неговото време. Сега јас морам сега морам да додадам една работа која што како аргумент вие религиозните луѓе ја користите и тука ќе ми простиш ако преовладува, значи, одењето на страната на муслиманите. Нивното тврдење е дека Мухамед бил неписмен и дека тој го пишува Коранот под диктат на архангелот Гаврил. Така што јас немам да навлегувам во тоа, затоа што тоа е религиозно верување и тоа е нивното убедување. Така што ако е така, што имаш Божји ангел кој што го диктира тоа, Божјиот ангел е сезнаен. Значи може да ја знае точната вистина. Види, Божјиот ангел, Гаврил, кој да е, нели, архангел, не може да диктира нешто различно тоа што веќе диктира. Значи ја не викам, значи секој може да има, секој има право, всушност и нека тоа право ја ќе го бранам до смрт, правото на твое да веруваш по различни начини. Значи слободно ти можеш да веруваш што сакаш во врска со Библијата, со Христос, против, за, делумно и така натаму, и јас ќе го бранам твоето право ти да веруваш поразлично од мене. Но кој да го дава тоа откровение или тоа ново евангелие или значи и пред Мухамед и после Мухамед имало луѓе кои тврделе дека имаат нови откровенија. Но принципот на Светото писмо, на Библијата е дека ти не можеш да имаш ново откровение кој ќе биде во спротивност со старото откровение. Ти можеш да имаш продлабочување на старото, ај така да речем, откровение, да имаш нова светлина, нова длабочина, нов увид во тоа што е кажано или исполнување на тоа што било кажано, но не можеш ти да имаш откровение кој ќе го поништи тоа што веќе било откриено преку пророците.
И еве да речеме како човек не христијанин, јас да речем дека не сум христијанин, како човек атеист, значи имаш ти историски и археолошки податоци кои тврдат спротивно на тоа што тврди некој подоцна, наводно по откровение. Значи ти имаш графити, имаш археолошки пронајдоци кои одат во првиот крајот на првиот век и почетокот на вториот век, каде што луѓе кои не биле христијани ги исмеваат христијаните и ги исмеваат нивните верувања, но ти даваат увид во верувањата на христијаните. Најпознатиот тој графит, па таму е, мислам дека е во Италија, во Рим, мислам дека беше, каде што човек кој клечи е насликан како клечи и има крст, на крстот има човек со магарешка глава, нели Христос, и доле пишано Алексаменос го обожава својот Бог. Значи исмевале христијанин по име Алексаменос, тоа веројатно била римска преторија и сега имало некои војник и луѓето како и секогаш, мислам, исто смислата за хумор не е променета и сега колегава или другарот или кој да го исмеваат на преторијата, на зидот од преторијата, да го стават на тапет, крабаат нели под зидот и еве го Алексаменос што го обожава својот Бог. Значи го исмеваат Христос, кој уште од тоа време има две верификации на Евангелието кое јас го верувам, а тоа е дека Христос бил распнат на крст, дека Христос умрел на крстот, за разлика од тоа што тврдат некои, и тоа дека првите христијани од сам старт, без тоа да биде некоја подоцнежен раздвој на верувањата во врска со Христос, уште од самиот старт христијаните исповедаат дека распнатиот на крстот е Господ и Бог. Значи, у сам старт, еве да речеме Новиот Завет дека е корумпиран, дека е вака, дека е така, дека е тоа. Имаш Плиний помладиот, Јосиф Флавиј или Јосифус од на англиски, и Тукидид, и уште еден имаше, ќе ми простиш, сега не ми текнува памет. Тацит, да. Значи, ги имаш тие 4 нехристијански извори од првиот и од вториот век, кои потврдуваат дека Христос, Јосиф Флавиј дека бил чудотворец. Значи, он си дава свој осврт на како Исус ги правил чудата, но основното верување дека бил чудотворец стои, така. Како што предмет на толкување може да биде се, но списите и извештаите дека Исус правил чуда ги верификува тоа нешто. Значи дека бил чудотворец, дека бил распнат во време на Понтиј Пилат, дека неговите ученици сметале дека тој е Бог и дека нели го јадат неговото тело, ја пијат неговата крв, во смисла, тие во пејоративна смисла го кажуваат тоа, но за причеста, и дека тој воскреснал од мртвите, телесно, значи во тело, не само дека во дух. Значи тие основни христијански верувања мимо Новиот Завет се потврдени од древната историја. И сега кој да е 5-6 века подоцна, не доаѓа само во конфликт со Новиот Завет, иако нели за мене суштината е Новиот Завет, но да речам дека сум атеист, тој човек не доаѓа во конфликт само со текстовите на Новиот Завет, туку доаѓа во конфликт и со извештаите на луѓе кои не биле христијани, а се реномирани, признати, почитувани извори од првиот и од вториот век. И сега ме разбираш каде е мојата, еве и да не сум христијанин, каде би се сецнал да поверувам на нешто што е напишано во 5-6 века после. Така, не знам дали ќе се види ова големата белата книга тука лево од мене, е всушност Јосиф Флавиј, баш пред некој ден го проверував делот за кој што зборуваш ти, со помош на ChatGPT го најдов делот, ако не ти проблем може да го прочитам, краток е, што го цитираше ти. Во тоа време се појави Исус, мудар човек, ако воопшто може да се нарече човек.
Тој правеше чудесни дела, беше учител на луѓето кои со радост ја примаа вистината. Го следеа многу евреи, а и многу од грчките народи. Овде грчките незнабожците, Gentiles ги кажува на англиски. Значи, тој беше Христос. И кога поради обвинувањето на нашите првенци Пилат го осуди на крст, оние кои го љубеа не го напуштија. Тој им се појави жив на третиот ден, како што пророците Божи предвидоа. И многу други чудесни нешта за него, до ден денес не исчезна заедницата на христијаните која го доби името по него. Кратко, ама прилично, како да кажам, збиено известување за тоа што се случило. Види, тоа ти е јатката на Евангелието, сршта на Евангелието, ја имаш и сршта на животот и делото на Христос, па и верувањата во врска со него. Така што еве сега Јосиф Флавиј, кој не бил христијанин, а е почитуван, реномиран извор од тоа време, тој доаѓа во контрирање со тоа што го имаме после од 5-6 век во подкориците на Куранот. Еве сега јас и ти да не сме верници, да не сме христијани, да сме чисто историчари кои ја трагаат по веродостојноста на Евангелието или на животот на Христос, ние мораме со чиста совест, со здрав разум, првен да го земеме Јосиф Флавиј, да му дадеме предност нему, пред било што и да е напишано после 5-6 века после него. Зборувам чисто од историска гледна точка. А инаку, секој има право слободно да го прифати, да не го прифати извештајот на Јосиф Флавиј и текстот на Новиот Завет и да има различно откровение, но сепак тоа останува во доменот на верата. Што па ќе кажам, слободно. Ама не можеш да очекуваш дека твоето верување, зборам чисто како верување, како откровение, што е субјективно нешто за секој поединец, да земе примат над она што е моето верување, кое се базира не само на лично субјективно откровение за тоа кој е Христос, туку и врз основа на историските податоци од тоа време. Сега, јас малку ќе одам на бранот на оно што го кажа ти претходно за интерпретациите што ги има давано Мухамед, илјадници километри далеку, базирајќи се на други извори, значи немајќи го директниот увид. Јас би прашал една друга работа, со која што мислам дека се имаме соочувано секогаш кога, например, сакаме да преведеме некое, не знам, дело на кинески автор, дело на јапонски автор, дело на афрички автор. Ние се наоѓаме во Македонија, повторно, место илјадници километри далеку од местото на случувањето. А не само ние. Рим уште подалеку, Америка уште подалеку. И сега читаме преводи на оно што значи оригинално писмо. А јазички знаеме дека во секој јазик постојат метафори, постојат идиоми, начини на изразување. Еве, гледав еден човек кој што се занимава со арапската култура и вели, наишол во средниот век еден арапски преведувач, наишол на Аристотел и почнал да го преведува, не му имало смисла сето тоа. Сватил дека Аристотел користи многу идиоми, први направил идиомски речник на јазикот на Аристотел, дури потоа, користејќи го тој речник, го превел Аристотел, за да превод има некаква смисла. Како можеме да се поврземе со оригиналното значење кога ние, например, узречиците од типот си легна на брашното, кој што можеби ги користеле во првиот век во Јудеја, не ги знаеме и не ги разбираме. Хуморот на тие луѓе не го разбираме. Види, значи, и тоа ние имавме една анекдота со мој колега кој докторирал на Оксфорд, и вика, јас вика, со негови колеги, вика, на така насмеа, на шала, вика, се обидувам да им кажам како нас дури со чувство на милина, на топлина, ние викаме, види го бебево шубаво е, спие како заклано. И вика, ти на англиски, вика, и да замислиш, не дај Боже, се бебе заклано и како тоа е всушност момент на милина. Значи, скоро сте разбирам што сакаш со тоа. Сега, значи, прво и основно,
ги има тие моменти, но како оти продолживме од таму за Мухамед или кој да е, векови, хронолошки, географски, културолошки дистанциран од времето и настаните. Едно е ако јас буквално го преведам ти легне на брашното или спие како заклано, и тоа да не ми е јасно мене или на тие што го читаат, а сосема друго е, јас ако кажам Христос не умре на крстот, умре Бог им ги замени ликовите и умре Јуда, веројатно. Разбираш? Значи можам да преведам нешто што нема да ми прави мене смисла, ама ќе го преведам интерлинеарно, онаа збор за збор или буквално, и може да не им направи смисла и на луѓето што ќе го читаат, и заради тоа нешто да дојдат до погрешен заклучок, но веродостојноста на основниот текст не се состои во веродостојноста на толкувањето на тој текст, туку во веродостојноста на пренесувањето на тој текст. Значи зборувам во контекст на како еве сега овој човек или овие луѓе што се дистанцирани, како дошле до различни откровенија. Значи не правиме тука муавет дали Христос умре само за Израел или за сите луѓе врз основа на тоа што го читаме, или дали Христос воопшто умре. Ме разбираш? Тука веќе не е предмет на толкување. Значи Христос умре, па ти дали си не знам, дали си на Фиджи островите, или си инуит на Аљаска, или си африканец во Конго, сеќаш, тоа не го менува фактот дали Исус умрел. Сега, ако ја кажам Исус не умрел, умре на некој на негово место друг, тогаш ја веќе го менувам текстот. А толкувањето на тоа зошто Исус умрел може да се шири, да се стеснува, да се разбира, да не се разбира. Ме разбираш, сакам тоа да го оставиме по страна. Таа втора работа, тука е има три работи што не ги кажав ексклузивно кај тебе на подкастот. Тоа што луѓе не разбираат во поглед на толкувањето е дека нели еве било пишувано на грчки, Стариот Завет бил преведен на грчки, зошто било тоа така? И сега еве па како луѓе би разбрале во Етиопија или во, не знам, на Блискиот Исток или како би разбрале, зборувам во првиот, вториот век. Во тоа време преведувањето на тој јазик, кој не грчки, значи или кој не македонски, кој што некои сакаат да зборуваат небитно, преведувањето на тој јазик е како денеска да преведете на англиски. Не е локален, ама е општо разбран. Полајте, значи вака, и зошто и пишувале на тој јазик, зошто и се евангелијата напишани на тој јазик, и посланијата вклучително, е затоа што ако јас имам порака, што верувам дека е важна да ја чуе целиот свет, и всушност мандатот од Христос на апостолите беше одете, проповедајте го евангелието, крштевајќи ги луѓето и поучувајќи ги да пазат се што сум ви заповедал, започнувајќи во Ерусалим, Јудеа, Самарија и до крајот на светот. Значи, мандатот на апостолите бил оваа порака да ја однесат до крајот на светот. И ако ти сакаш да однесеш порака и во денешно време до крајот на светот, каде што имаш најголеми шанси да луѓето те разберат на јазик близок до нивниот, еве нека не е мајчин, ама на јазик што тие го разбираат, во денешно време тоа би било англискиот, како што добро си го фатил тој момент. И заради тоа нешто, кога ние размислуваме за тоа време и зошто евангелијата се на тој кој не грчки, македонски, што викаш теориите, ама зошто е на тој јазик, е баш заради тоа што луѓето кои ќе го ја примат пораката, која, пак ќе кажам, била наменета за сите народи, тоа е поентата. Ги имаш пораката на јазик што е близок до твојот. И моментот е тука дека во самиот јазик на Новиот Завет, затоа што има различни писатели, се гледа кој го владеел англискиот подобро на академско ниво, а кој го владеел само разговорно. Например, Петровите посланија и Евангелието по Марко, кое е диктирано од апостол Петар,
првото, нели, Евангелие или најстарото што ние го имаме, најрано запишаното Евангелие да речеме, гледаш дека јазикот, грчкиот јазик, дека е, нели, е разбирлив, се знае што сака да се каже. Прост рибарски јазик, како што се вели. Како? Прост рибарски јазик. Рибарски јазик, така. А додека кога апостол Павле ги пишува, нели, доктор на науки во негово време, веднаш гледаш, нели, разлика и во фразите, и во идиомите, и во јазикот, генерално во фразеологијата на неговите посланија. Така, Лука кој го пишува Евангелие според Лука и делата на апостолите, значи земено научно-академски гледано, дека тој е хронолог и историчар пар екселанс во неговото време, дека начинот на кој тој известува за настаните, начинот на кој тој пишува, а во одреден дел тој и сопатник во дела на апостолите, има еден момент, таму 15-16 глава, кај што има прелаз, премин од историски извештај на тоа што он ги собирал податоци, информации за да го извешти, нели, да ја даде оваа биографија на извесен Теофил, честен Теофил, така. Во момент кај што зборува тие и има премин кај што почнува да известува ние. Значи тој после патува со нив како хронолог, како, нели, патеписец. Тој бил доктор, бил, нели, учен човек, па го гледаш и неговиот јазик. Тоа што сакам да кажам е дека иако да има разлика помеѓу еврејската култура и некои идиоми и некои нешта кои Исус ги кажува на тоа подрачје, сепак заради јазикот кој се користи и не биле баш така далечни. Например, еве сега мислам у денешно време, американец или англичанец не би знаел што значи си легна на брашното. Така. И спие како заклано, така. Но јас и ти можеме, разбираме и можеме да разбереме изворно англиски некоја узречица, така. Значи има некои нешта кои сега ако ги свртиме на страните, они не можат да не разберат нас затоа што ние користиме локален, нели, јазик кој го зборуваат неколку милиони луѓе, кој го разбираат неколку милиони луѓе. Но ако нешто дојде од јазик кој го зборуваат милиарди луѓе и може тоа било изворно американска или англиска фраза, но заради јазикот ни се пренела и нам, значи прашањето е дали ние го разбираме англискиот, а не дали они ја разбираат македонската култура. Во поглед на Евангелието, ме разбираш, значи за Евангелието е важно дали луѓето ќе го разберат јазикот на кој е пишува Новиот Завет. Ако го разбираат, има моменти да кои се исклучиво еврејски, така да ги наречеме, но заради јазикот не се толку далечни, неразбирливи. За нас можеби да, ама за луѓето за кои е наменето Евангелието првиот и вториот век, тогаш, нели, за кој е изворно наменето, тогаш го разбирале многу повеќе од колку ние денеска. Така, сега ќе ми оддадеш малку простор за некои така ептен провокативни прашања, нешто од Стариот, нешто од Новиот Завет, дали Мојсија имал говор на мана? Според сведоштвото, да. Сега, интересен е тој момент, дека, нели, кога Бог го повикува Мојсија и Мојсија вика, нели, јас сум човек, не можам да зборувам, пелтечам се, тоа е малце и тука интерпретација, што подразбирало тоа нешто, но Мојсија не бил секогаш таков, не бил секогаш така. Значи, Мојсија, како што во говорот на Стефан првомаченикот, во дела на апостолите 7 глава, кога, нели, ја дава кратката историја на Израел за како се доаѓа до Христос, зборува и вели дека Мојсија беше обучен во сета египетска мудрост и филозофија, затоа што, нели, бил принцот на Египет, бил спреман веројатно да биде еден од престолонаследниците, и вика беше силен и моќен на збор и на дел. Значи Мојсија бил исклучителен оратор и бил на вистина моќен на збор. Сега кога Бог го повикува Мојсија,
тоа е после 40 години на Мојсей во пустината, нели? Живејќи овчарски, Семеен живот. пастирски живот. Семеен живот и кога Мојсей го кажува тоа, Мојсей не зборува тука за медицинска состојба невролошка или ваква или таква, дека Господе, ја нели тепкам малце, го завлекувам говорот како ќе биде. Туку Мојсей е свесен дека кога тој го напушта Египет на 40 години, бил оратор, бил државник, бил дипломат, бил филозоф, бил се што би можел да биде во тоа време. И после 40 години дека тој е испразнет од сето тоа и го има загубено тоа нешто и тој мисли дека Бог го повикува да тој се врати и го води Израел, да го изведе, нели, еврејскиот народ од Египет како државник, како револуционер, како војсководец, како што и да е. И баш тука е откровението на Божјата сила која се објавува во слабоста. Тоа е вистина и во Стариот Завет и во Новиот Завет, во животот на апостолите. Тоа е фраза која и апостол Павле сам за себе ја користи, кој подеднакво како Мојсей бил квалификуван, световно кажано, да биде водач, говорник, државник и што и да би можело да оди со тоа, филозоф и сите тие нешта, но заради Бога, заради Евангелието и заради повикот Божи, тој одлучува да се испразни себе си од сите тие нешта кои би можеле световно да го квалификуваат, за да се потпира на Божјата сила да го заврши Божјото дело. И затоа кога Мојсей вика: Господе, јас сум човек слаб на говор, јас нели со говорна мана ние тоа го преведуваме, не е првенствено да каже нешто дека тој треба да посети првен логопед па да го води Израел, туку дека тој нема на што да се потпре. Знаеш, вика, ако не ме послушаа кога бев моќен, силен и на збор и на дело, кога имав авторитет, 40 години подоцна кога не ме познаваат, не ме знаат и веќе не сум истиот човек, како сега ја ќе го водам народот? И Господ, нели, тогаш му вика: нема да се потпираш на себе си и на тоа што колку си ти моќен и силен и паметен и мудар, туку на силата со која ќе те испратам јас, на присуството. А и плюс Арон ќе говори во твое име. Да, па знаеш, тука да и дополнително го премости тој момент дека не е ликот Мојсей и не е сега Мојсей дека ги води луѓето, тој ги води, да, но не ги води во световна смисла, да туку гледате, нашиот водач тој не го бива ни да зборува, не може ни да зборува, но Божјата сила која се манифестира преку него е всушност силата или присуството кое ние го следиме. И сега, поврзано со цела оваа приказна, затоа што мене ми е многу фасцинантно, излезе многу убава книга во тој смисол, се прашувам зошто, например, го знаеме идентитетот на Мојсей, на Арон, на многу други ликови во оваа книга, а од друга страна за фараонот се вели фараонот. Не вели претходно бил стариот, сега дошол новиот, ама нема име. Знаеме дека Мојсей е типично египетско име. Има многу фараони со тоа име Мојсей. Зошто не го знаеме идентитетот на фараонот, а истовремено јас истражував дали има археолошки докази за овој настан присутни во Египет, некакви надписи, нешто, нема. Така. Како да не се случиле во Египет, како да не се случиле. Вака, зошто би било изоставено името на фараонот тогаш, не знам. Моје нагаѓање би било дека ќе те прашам просто, кој бил султанот во време на Илинденското востание? Или ние сме биле под турско робство или во Отоманската империја, кој бил на седиштето на Отоманската империја во време на Кресненското востание, да речем, или на тоа. И сега, зошто во манифестот на Крушевската република го нема името на кој да бил тогаш?
имаш еден момент на излез. Мислам дека се спомнува индиректно, затоа што мислам дека е фараонот кажев султанот Мурат и мислам дека во прогласот на Ленинското востание во манифестот мислам дека го има епитетот Муртати. Мислам, не сум сигурен за ова, значи ова е за Крушевскиот манифест. Ме разбираш? Поентата ми е тука, па ќе кажам, ова е чисто мое видување на нештата. Не сум земал да испитам ова, го зборувам разговорно со тебе така. Не дека нели тврдам и сум го испитал тоа нешто, зошто би било така или што други луѓе мислат за тоа нешто. Моето мислење кога имаш излез, книгата Излез е своевиден манифест на ослободувањето на Израел, на евреите од Египет. И затоа што е блиска, тој сентимент е близок до настаните и сето тоа името на непријателот, условно кажано, или на поробителот, не ни сакаш да го спомнеш или не гледаш вредност во тоа нешто да го спомнеш. Нели кажуваш дека си ослободен од робство, ама јас, ако сум близок до тоа време или сум во тоа време, не би сакал после како дел од моите во тој момент, има други моменти кај што е различно, ама во тој момент на секое мое читање на мојата света книга да бидам подсетуван на мојот крвник. Ме разбираш? Има други моменти во Библијата каде што се именувани во за вавилонското робство и сето тоа каде што се именувани за да се даде тежина на тогашните настани затоа што биле поврзани тогаш и таму. И таму биле 70 години, вамо биле 400 и кусур години, значи тоа веројатно игра улога. И не знам конкретно зошто би било, јас претпоставувам дека е испуштено ради некој таков момент. Би го лоцирали историски, ако не друго, затоа што сега само се претпоставува дека некаде таму во доцното бронзено време, некаде паралелно со Тројанската војна или 12-13 век пред наша ера, ама сето тоа се нагагиња кои што немаме зашто да се фатиме за да дадеме точна историска локација. Да, верувам дека е така, што не значи дека нема да дојдеме до тоа. Ние во да го спомне пак антихеројот Понти Пилат, значи до 20-тиот век немало никаков археолошки наод дека тој всушност постоел надвор од извештаите кои ги имаме, така немало ништо камен, плоча, статуа за тоа. Во Израел нормално немал Понти Пилат, не бил некој фактор во Рим, ама бил фактор во Израел, така. Се до 20-тиот, не ме фаќа за збор, 20 век мислам беше, каде што се наоѓа инскрипција, нели, врежана на камен Понти Пилат во времето на Тибери, мислам дека беше, имаше там и еве го сега. До тоа пронаоѓање луѓе го доведувале упрашање моментот на дали Христос навистина бил распнат во тоа време под тој човек и така натаму и еве го излегува тоа на површина и еве го тоа што Библијата секогаш го кажувала, еве го сега и како археолошки податок. Така да немаме веројатно, сега има за излезот има нели дека се наоѓани тркала од кочи таму во Црвеното море каде што нели египетската војска тргнала по народни Израел, па се најдени кочи на тоа место под морето, инаку што мајка ви барале таму. И сите тие моменти, ама како надпис или како напис во тоа, не знам. Сега, куриозитет еден, што пак ќе кажам, треба да се провери, затоа што ова мене не ми е field of interest, не ми е поле на интерес примарно, додека бевме 2009-10, додека бев во Англија на студиите, за Јосиф во Египет, нели, така уствари завршуваат евреите во Египет. Како добредојдени гости. Да, како добредојдени гости и како не само како добредојдени гости, туку евреин го спасила Египет од глад во тоа време. Значи, нели, ги има со ништата фараонот
Така Јосиф практично, јас секогаш велам, фигурата на Јосиф е како велики везир некаде на повторно на Отоманскиот двор, велики везир, значи првиот до султанот. Да, значи ама и го спасува Египет и тогашниот, нели, тој регион, тогашниот тој свет, затоа го нарекуваат спасител на светот. Јосиф го нарекуваат спасител на светот затоа што заради тоа откровение кој го има, нели, заради соништава на фараонот и заради мудроста да менаџира со ресурсите, со житници, со сите тие нешта, успеваат да 7 годишен глад, прве, нели, 7 изобилни години, па после 7 годишен глад или суша, како и да изгледало Так. тоа во тоа време, да ги изменаџираат најдобро што можат, за да нема, нели, илјадници, десетици или стотици илјади мртви, да се десеткува царството. Сега, моментот беше во 2009 и од тогаш, па можеби 2-3 пати сум паднал на мувет, ама не сум седнал да го испитувам тоа, дека во 2009-10, ти кажувам, професорот мој по археологија и хеврејски студии дојде превозбуден на еден час, ама таков полетен, радосен, возрастен човек беше, ние мислевме дека му се родило внуче. Толку радосен. Вика, најдена е паричка со ликот на Јосиф. Нели, лик и пишува Јосиф евреинот. Паричка и вика до сега, вика немаше надвор од Библијата, немаше никакви археолошки наоди дека Јосиф, мислам, тој е, пак ќе кажам, подеднакво важен лик и настан како што и излезов на Мојсей, така. Вика немаше ништо, вика се најде, вика, паричка или парички со ликот на Јосиф, што од археолошка гледна точка немаш ти поголем доказ дека човек постоел и дека бил некој важен и веројатно бил или фараон или некој после фараонот, и не се ковале парички со ликот на Филип. На рандом граѓанин таму. И така, ете уште едно тоа, баш провери го и ја ќе го проверам, може следна. Нема проблем, обавезно. Ќе го види, поврзано излего, ова е наод во 2009-10. Така. Така. Со оглед на тоа дека новиот канал Вистината е заедно со Слободата, се кажат, работите на високо ниво, значи ќе ја проверам оваа информација и секако ќе ја обработи во наредниот муавет. Последната работа те молам нова дади колку што можеш по духовна интерпретација, затоа што мене отсекогаш ме вдзашувала оваа работа. А тоа е Пасовер, најголемиот еврејски празник всушност. Значи, малку контекст за гледачите, тоа е моментот во кој што Бог го упатува Мојсей да жртвуваат јагне, да јадат бесквасен леп и да со крвта на јагнето го обележат влезот на нивните живеалишта, за да ангелот на смртта ги одмине таа вечер, затоа што треба да ги убие сите првородени на Египет. Сега во сите првородени, јас верувам дека имало многу бебиња. И тоа за мене е нешто што е тешко прифатливо, да не речем неприфатливо, ама јас не можам да се соочам дека такво нешто е оправдано од било која причина. Знаејќи го фактот дека во книгата Излез на многу места е напишано дека самиот Бог го скоравува срцето на фараонот, што значи тоа е директната причина зашто фараонот одбива да ги пушти евреите надвор од Египет. Да. Развојот на нештата, на закоравувањето на срцето на фараонот е дека тој самиот неколку пати го закоравува своето срце и потоа доаѓаат стиховите каде што вика Бог го закорави срцето на фараон. Тоа е сега тоа е една теолошка премиса дека Бог може да го благослови тоа што ти ќе го одлучиш. Не може да те натера ти да одлучиш нешто што тој благослови. Ме разбираш што сакам да кажам? Значи, ако ја речам, и тоа не е одеднаш и така лекомислено да речам, јас, знаеш што, ја мислам дека ова ќе го правам со мојот живот, така лекомислено, и да Бог да рече, окей, ќе те благословам во тоа нешто. Туку ако јас од дното на моето срце, душа, со сета сила и разум, одлучам да се вложам во нешто, тогаш Бог може да рече, ќе те благословам во тоа и ти си одлучил во тоа нешто и јас само ќе
ќе ти дадам ветар во едрата, да речеме. Така. Сега, подеднакво важи и ако човек, па ќе кажам, не лекомислено и не само за сопствениот живот, туку ако човек одлучи да биде крајно зол и крајно расипан, каде што ќе помине мерата на покајанието, ќе го надмине моментот ќе помине точката од која веќе нема враќање. И Господ вели добро, заради твојата упорност во злото, ќе дозволам злото да кулминира, затоа што злото во себе си има ДНК на самоуништување, јас така го нарекувам тоа. За кога злото ја досега својата кулминација, всушност тогаш е конечниот пат на злото. Сега, во поглед на Египет, но и можеме да ги земеме сите тие нешта каде што подоцна развојот каде што Бог казнува народи и сето тоа. Првен во контекст мора да земеме дека колку што биле казнети египјаните во тоа време, исто толку и повеќе биле казнувани евреите заради нивните престапи и греови. Што значи Бог не е пристрасен во поглед на евреите да нив им прогледува низ прсти, а египтјаните да ги казнува, филистејците да ги казнува, вавилонците да ги казнува. Не, прашањето, Филип, ми е зошто сите правородени? Велам, во тие правородени имало невини деца. Сега ќе доеме. Сега идемо ова е како да ти кажам, сликата позадината ја сликам. Добро. Кога Бог ги испраќа 10 чуми, 10 казни врз Египет, не ги испраќа рандом. Значи, ако земеш да ги гледаш една по една, всушност, првен, Бог со после 400 години, египјаните кои живеат на грбот на евреите, ги измачуваат, ги убиваат, сето тоа, па, во времето на Мојсей, затоа Мојсей е прошверцуван или пуштен по водата, се убиваат сите машки чеда на израелците, така. Значи, тоа го прават египјаните веќе. На невини, на робовите. Сите чуда кои се праќаат против Египет, се праќаат како предупредување за Египет и египтјаните да го направат тоа нешто со добро. У смисла, окей, еве ти еден знак, еве ти друг, трет, четврт, пети знак, ама гледаш дека нешто, како кажам, казниве кулминираат, дека ако ја не послушам на прва, ако не послушам втора, трета, пета, кога ќе дојде 10-та, ќе боли повеќе отколку што болат првите 9. И систематски Бог ги разрушува божествата на Египет. Дека, египјаните верувале во богот на сонцето, во богот на водите, во богот на стоката, во бог кој бил над тоа. И чумите, тоа е посебна тема, може друг пат да ја должиме, јас сум краток со време, ти си краток. Нема проблем. Веројатно, значи Бог систематски го уништува или го разрушува пантеонот на египјаните. Првен, им покажува дека дека Богот кој им заповеда да ги пуштат евреиве со убаво, дека тој е Бог над сонцето, го затемнува сонцето. Не е Ра, дека тој е Бог на водите, водата ја претвора во крв, дека тој е Бог над инсектите, скакулците, дека тој е Бог над житниците, дека тој е Бог над се што покажал дека е Бог над девечки, и дека тој е Бог и над првородените. Дека негови се, нему им припаѓаат и првородените. Точно, значи и за мене лично, како човек, тоа што меѓу првородените, види дали некој е бебе, дали некој е дете, дали некој е возрасен човек, разбираш, смртта е подеднакво трагична. Ја не би сакал да кажам дека смртта, да, човечки гледано е потрагична. Реков деца за да го нагласам овој момент, Филип. Да, ама секако е трагично. Значи, во секој поглед, па дури синот на фараонот, првородениот на фараонот пострадал од тоа нешто. Но и трагично е седо тоа. Но не е тоа дека тие луѓе немале избор. Сега, кога се соочуваме со смрт на
бебиња, на деца, на невини, да речем, ние секој пат мора да дојдеме на тој момент дека таа смрт е трагична и таа е загуба, ненадомеслива во човечки термини, но тоа не можеме да го извадиме во вакуум од вината, контекстот и одлуките на родителите или на владеачите на Египет во тоа време, дека не може да го исклучиме од тоа нешто, дека тоа водело до тоа нешто и дека има плата за гревот и има дали Бог ќе го донесе тоа намерно или тоа ќе биде чисто како причинско-последична врска помеѓу моите одлуки и животот или смртта на првороденото или како и да е. Трагедијата ништо не ја менува, но мора да гледаме од гледна точка на вечен живот. Дека ако Бог тоа го прави, дека или Бог тоа го дозволува или Бог тоа го допушта, дека таа личност, дали е бебе, дали е дете, дали е возрасен човек кој загинал во такви контексти, во такви услови, дека таа личност не престанала да постои, таа личност не е лишена од правото или можноста да живее во вечност. И тука, како кажам, со сите контексти, ја можам да должиме како човечки тоа би било оправдано, зошто тоа би имало смисла заради се што им се правило, дека ти да си евреин во тоа време, дека ти би го барал 10 пати полошо, не само од човечка перспектива се објаснило, Филип. Мене ми беше перспективата на зошто Бог би убивал невини деца. Тука е моментот дека ние мора дека тие личности, тие деца во Божјото присуство и во Божјото царство ќе живеат и ќе живеат за секогаш. Так. Во услови, на место каде што нема плач, болка, страдања и солзи. И сега знам дека тоа е тешко и не може, човечки нема одговор што е задоволителен, но дека во светло на Евангелието, дека и Бог не го поштеди својот единороден син, не својот само првороден син, туку единороден син. Така што и пастхата е слика или предслика на Христос, Божјото јагне кој беше заклано за гревовите на сиот свет. Така што болката која ја доживува секој човек при секоја трагедија и загуба, без разлика која е причината, како дошло до тоа, зошто дошло тоа, или кој е агентот на тоа, Бог ли е, ѓаволот ли е, човекот ли е, мене како пастор, како христијанин, утехата, силата во такви моменти и за такви моменти ми доаѓа од тоа дека Бог кој го допушта тоа е Бог кој ја доживеал истата и многу поголема болка од таа на тој човек, на мене, на тебе во тој даден момент. Кога го се раздели или кога неговиот единороден син пострада на крстот од човечки раце. Така што тука мораме да дојдеме пак, мора да се вратиме на крстот. Мора да се вратиме на крстот и речеме не ни е јасно, ама заради Христос и во Христос има утеха додека не ни стане јасно. Така, во таа смисла, веројатно има логика кога се вели, кога некои луѓе малку еретички велат дека неважниот апостол е всушност Јуда, затоа што да не беше Јуда немаше да се оствари писмото. Да, од таа гледна точка, да, тој е агентот на тоа пророштво за жал. Без да задржам уште многу малку, ова е една дискусија која што имам гледано и по други канали, која што ми беше предочена, ја немав забележано и поидувајќи од фактот дека во Евангелието не се ставени небитни детали. Претпоставувам дека ако некој детал е таму е ставен затоа што има значение. Единственото Евангелие кое што го спомнува, тоа Евангелието по Марко глава 14 стих 51, ќе ти го прочитам за да не мораш да го мозгаш кој е тој стих. Не мора да се знае нели Библијата напамет, вели. Добро е да се
сме во гората каде што се молат заедно со апостолите, кај што заспиваат нели апостолите и доаѓаат да го апсат Исус. И вели, тогаш кога го оставија, сите се разбегаа. А по него врвеше еден млад човек наметнат со платниште на голо тело, и војниците го фатија. Но тој кога го остави платништето, побега од нив необлечен. И сега, Марко ни кажува дека во моментот на апсењето на Исус, во негово присуство, апостолите се таму некаде спијат, во негово присуство има само еден лесно облечен човек, односно има едно крпче околу појасот, кој што кога бега паѓа и тоа крпче. И мене беше вджашувашки, што бар овој детал тука. Знаеш ли кој е тој човек? Иако има луѓе кои што упатуваат на тоа дека млад е лош превод, дека млад значи во оригиналот наводно зборот во оригиналното значење бил нешто помлад од млад. Не знам кој е човекот. Писателот на Евангелието. Самиот Марко. Значи, сега нели по тоа што можеме да знаеме, тоа што знаеме дека всушност Марко, кој бил млад човек, бил тинеџер да речеме, како па и апостол Јован во тоа време не бил како кажам, не бил повеќе од 20 години. Добро. Значи, тој детал го става таму, го става намерно, баш тоа е како имаше само да ми текне, имаше една фраза на англиски, што на македонски тешко, вака, го имаш моментот на срамот. Дека ако ти си спремен да известиш како во клучен момент ти си бил таму и си бил сведок, но ти си бил комплетно нехеројски поставен во тој момент, а сепак си спремен да известиш за тоа нешто, тоа додава на тежината или на вистинитоста на самиот извештај. Така, затоа што ниту еден човек, мислам, грото од луѓето, повеќето луѓе, ако пишуваат приказна во која тие се дел од приказната, ќе пишуваат приказна во која тие се па макар благо херојски настроени, така. Може не си главниот херој, не си Христос, дека ти си у тој момент не си бил тој што бега гол низ градината, така. Значи тоа во тоа време и тоа види и за Петар го има тој момент после воскресението кога рибара, облеката како што нели било туника, значи ти си имал едно парче облека на тебе. И кога работиш, кога одиш, ја препашуваш околу појасот, кога спиеш, го соблекуваш долниот дел, ти останува само околу појас, околу нели приватните делови, така. И ти можеш да замислиш дека еве спиеме, мислам спијат надвор, Марко е тука затоа што е близок со Петар. Затоа и после всушност нели тврдењето за Евангелието по Марко е дека Петар го диктира, а Марко го пишува. Ама Марко како писател го вметнува овој дел како тој бил таму дел од настанот и дека тоа што Петар му го диктира, посебно ете за последната вечер за апсењето на Исус, дека и тој е таму со тоа што тој не е херојот на приказната, туку е баш тој што бега гол. И сега можеш да замисли човек кој спие само со туника, која му е само околу половината, или како и да изгледало сега, нели ова чисто така разговорно реконструкција. Кога ќе те збрка некој, а ти си детиште, ти си тинеџер, ќе те иде тоа, гледаш дека Петар пробува да се бори, Исус го запира, другиве сите се на спиење фатени небрано и нормално те фаќаат и тебе полицајци, да речеме, и сакаат да джандарите и тебе да те соберат и ти си испаничен тинеџер и не знаеш што да бегаш и ти немаш време да се препашеш, да го стегнеш појасот, да се облечеш, нели да се наметнеш, па тогаш да бегаш. У наши термини немаш време да ги стегнеш патиките. Така. Тркуваш со патиките, ако ги изгубиш по пат, гајле ти е за патиките, битно ти е да избегаш. Тој човек по сите показатели, сите толкувања и сите нели податоци е самиот Марко кој го пишува тоа. Кој го пишува всушност Евангелието. Да, тој бил човек. Така, Филип, јас гледав повеќе интервјуа каде што гостуваш ти и претпоставувам дека ваков
пристап немаш никаде. Луѓето се интересираат за други работи, повеќе се интересираат за твојот лик, не прават вакви рентгенски снимки на делови од Библијата. Се надевам дека ти е пријатно кога ги правиме овие разговори. Отлично, значи во секое време, ја мислам, ние доволно време помина од минатата епизода, не заради твоја вина, заради моја вина, колку пати ми имаше поканото никако да се најде вака време слободно, ама ете, ја верувам во Божја промисла и провидение, муаветов е и на место, и во време, и секогаш добре дојден и пријатен. Така, фала ти за секоја покана, и денеска така беше баш на евангелски муавет, би рекол. Така ти благодарам, Филип, за гостувањето и се гледаме наскоро. Така, секако. Поздрав.